Загубите на вода за пиење и понатаму за јавните предпријатија од регионот се во енормни количини. Во просек низ системот се губат 60% од водата која минува низ него, велат последните анализи на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Иако на национално ниво се бележи намалување, лани имало општини во кои загубите на вода за пиење изнесувале неверојатни 92% од вкупното количество, што е произведено во водоводните системи. Се наведува во годишниот извештај на Регулаторната комисија. Зошто водата толку едноставно тече низ системот и оди кај што не треба? Пред се должи на дотраената и оштетена водоводна мрежа, односно водата се губи во самата водоводна мрежа поради дефекти и дотраеност и застареност, бидејќи главните линии многу години се стари и не се заменувани. Загубата на водата генерално ја имаме и од стариот цевкот, линиите што се веќе, да речеме, дотраени, по 30 до 40 години ги имаме. Поголем дел се смените, останалот одреден дел да бидат заменети. Како што имам искуство, се вградувани цевки со ресоодветен квалитет и сега кога ќе се пушти вода со поголем притисок, значи тие се кварат и значи тоа дефецијање постојано додека се санира. Сепак, оваа состојба никако не смее да се стави во пасивна форма бидејќи проблемот може да бидат уште поголем. Не смее да се игнорира проблемот со губитоците и да се остава со години да се губи вода во системот во услови на климатски промени. Доколку не се врши контрола и мониторинг на тие количини, тогаш ќе дојдеме до ситуација во која секоја година трошиме, но и губиме се повеќе вода. Објаснува Евгенија Крстевска, адвокатка специјализирана за заштита на водите. Освен губитоците, голем проблем за јавните предпријатија се и кражбите и несовесното трошење на вода. Одреден дел, секако во летниот период имаме и кражби, во кои што ние како јавно комунално предпријатие ги наоѓаме, за да можеме, нели, во следниот период да биде намалена таа загуба на вода. Кражбите на вода, односно дивите чешми, преку кои се наводнува и ние водиме голема битка и борба со тоа. И како трето, ние како граѓани значи мораме да ја штедиме водата за да не ја трошиме несовесно и да можеме во иднина значи да ги намалиме загубите на вода. Неплаќањето на сметките, значи имаме проблем со ненавремено плаќање на сметки, зашто преземаме значи мерки со судски постапки, со повикување и исклучување на спогодби за плаќање на одложено плаќање на рати за останати долгови. Иако состојбата е лоша, малку е веројатно дека јавните предпријатија и општините можат во брзо време нешто да сменат. Станува збор за промена на стотици километри мрежа која бара десетици милиони евра инвестиција. Пари кои со сегашните загуби за сите нив за долго ќе бидат недостижни.